Европската унија бара и очекува брза интервенција за враќање на политичкиот диалог во Македонија, додека сите случувања околу случајот пуч се следат на дневна основа и се очекува правна и институционална разврска. Ова се пораките од новиот генерален секретар на Европската служба за надворешни работи Ален Лероа по средбата со вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими во Брисел. Лероа му пренел на Бесими дека Европската унија е подготвена, најпрво со посредство на тројцата европратеници Иво Вајгл, Ричард Ховит и Едвард Кукан, да посредува меѓу ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ, а потоа, ако е потребно, и највисоки представници на Брисел да се вклучат со цел нормализација на политичката состојба. Секторско поврзување на компаниите и заеднички настап на трети пазари договорија бизнис заедниците на Македонија и на Србија на деловниот форум во Белград. Македонија и Србија имаат интерес од продлабочување на економската соработка. На форумот присуствуваа околу 60 компании од двете земји, а како идни приоритети се наведени вложувањата во коридорот 10, соработка во енергетиката, телекомуникациите, земјоделството, градежништвото, зголемено користење на предностите што ги нуди договорот за слободна трговија, интензивирање на регионалната соработка и креирање и реализација на заеднички проекти. Зголемувањето на социјалната помош за 10 наместо планираните 5% за годинава е показател за определбата на владата за постојана помош и поддршка на најранливата категорија граѓани, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Изминатите години, односно од 2006 до 2014 година, социјалната парична помош е зголемена за цели 47%. Меѓутоа, сепак не застануваме тука, додаде Спасов, кој присуствуваше на доделувањето 30 брајови машини за Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов. Холандската Intervistas Consulting BV во следните 4 месеци треба да изготви физибилити студија за можноста за воспоставување национален редовен авиопревозник во Македонија. Министерството за транспорт и врски соопшти дека со Intervistas Consulting е склучен договор за изработка на физибилити студија избрана за најповолен економски оператор. Студијата треба да даде јасна слика која ќе прикаже дали има економски исплатливост и под кои услови ќе може да се формира, односно воспостави национален авиопревозник. Грција ги избеснала своите кредитори и партнери за време на вчерашната телеконференцијска врска, одбивајќи да им даде повеќе информации за напредокот на реформите со образложение дека контактите ќе станат поинтензивни за време на утрешната петстранна средба на врвот во Брисел, пишуваат медиумите во Грција. Според европски представници, ваквото однесување на Грција била последната капка што ја прелеала чашата, односно се отпишуваат резервите на земјата од еврозоната заради однесувањето на новата грчка влада. Председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц е единствениот оптимист кој смета дека со под одредени услови уште неделава е можно постигнување на спогодба помеѓу Грција и незините европски партнери за деблокирање на кредитите за земјата, додаваат медиумите во Грција. Најмалку 88 германски полицајци се повредени, а најмалку 7 полициски возила биле опожарени во Франкфурт во нередите пред седиштето на Европската централна банка, до кој дојде за време на протестот што ги организираше движењето Блокупај. Приведени биле 350 лица. Протестот против мерките за штедење наменети за неколку европски земји привлече левичарски и анархистички активности од цела Европа, кои во судирите успееа досега потешко или полесно да повредат 88 полицајци. 80 од нив се повредени кога врз полициските сили била фрлена засега непозната супстанца.